Се наоѓаме на 2 недели пред стартот на новата премиера на Прилепскиот народен театар Клетници во режија на Мартин Кочовски. По четврти пат во оваа представа, освен актерите на Прилепскиот ансамбл, учествува и групата Фолтин, чиј гостин е членот Гоце Јовановски. Гоце, по кој пат учествувате како дел од актерскиот ансамбл во една представа во режија на Мартин Кочовски? Пак, здраво. Поздрав право. Како што кажа, ова е четврти пат. Ова би требало биде четврта премиера, ако е се, дај Боже, како што треба. Како настапуваме заедно со ансамблот во Прилепскиот театар, под диригентската палка на Мартин Кочовски. А иначе со него ни е шеста, седма премиера до сега. Другите две беа во други театри. Како го опишувате спојот помеѓу музиката и актерството? Па добро, сега, тоа е малку поопширна тема за да се расправа, ама ајде, еве, групата наша е така и оформена. Веднаш зад или веднаш пред театарот или околу театарот, со работење музика за театар, со па и кореографски, звучни содржини, звучен дизајн и така натаму. Преку 30 представи имаме направено до сега, што тука, што странство, со различни режисери. Едноставно таа средина ни е природна нас за работа, па така да тоа би било тоа. Значи, кога ќе се најдете пред публиката, исто е како на концерт? Па не е баш исто, али ајде, некаков предизвик постојано има. Ова е поинаква форма, дека интегрираме нашата што би се рекло, создаваме музика што е наменска, точно за содржината на представата, воспротивно по нашите концерти свириме музика што си ја правиме како музика за нас, да. Спомнавте преку 30 представи, колку од нив се во Македонија, колку во странство и во кои држави имате работено? Па најголемиот дел се тука, кај нас сработени, 10-15 представи се сработени во странство, поточно во Словенија и во Хрватска, во Србија сме работеле. Познатите театри во Загреб, во Гавела, во ИТД, во Керемпух во Загреб, со Александар Поповски се тие представи, после градскиот театар во Љубљана, МГЛ, во Словенска драма, исто така сме работеле, многу копродукции сме работеле од бивши југословенски простори, што биле горе-долу тоа е тоа. Како група постоите повеќе од 2 децении и сигурно многу пати ви го имат поставено ова прашање, но еве уште еднаш, како ја дефинирате музиката на Фолтин? Па, како би ја дефинирале? Никако. Музика за млади и стари, и забавна и народна, секако може да се дефинира. Малку е, во денешно време е малку нескромно да се постави такво прашање според мене, пошто видите, Немаме класична жанровска поделеност. И не би требало со ова хиперпродукција сега веќе тие категоризации на музиката, освен на народна и на забавна и на не знам на класична современа или џез музика, не знам дали има смисла повеќе да се дели така музиката. Има музика што ја сакате или музика што не ви се допаѓа едноставно. Кои се вашите главни мотиви во вашите песни? Секој пат различно. Али во страшта е цело време да се како се вика, да се пронајдуваме себе си од различни аспекти, значи и како музичари, и како личности и така натаму. Истражуваме нови работи, нови нешта, нови инструменти, нови комбинации со музики. Еве театарот многу добро делува, многу често работиме исто така, не спомнавме музика за филм, музика за документарен филм, за игран филм. Еве сега имавме премиера пред непол месец во Скопје, Исцелител филмот. Неколку документарци оваа година сработивме. Сите тие, јас би рекол, странични проекти или странични ангажмани многу добро делуваат на духот на внатре во групата, се освежуваме и почнуваме секој пат како од почеток. Како што и сами кажавте, последниот период сте повеќе посветени на музиката, на документарниот филм, на филмовите, на театрите, помалку на сценска музика што ја свирите. Последниот албум Пијан Славе беше во 2015 година, од тогаш па се до денес немате изваден албум. Па не би рекол дека се посветуваме помалку или повеќе. Сега тоа испадна историски гледано, од кога постои групата, стално имало минимум 2-3 години помеѓу албумите период. Мислам,
Не е тоа дека ја оставаме таа работа на страна, него ете, креативно се празниме или се ангажираме и преку други форми, нели, како театар и филм и документарен филм, така да цело време исполнето ние имаме, активно работиме и си го изведуваме репертоарот во живо, имаме концертни настапи многу во странство, тука. Со свирките, со концертите, тоа беше моето народно прашање, каде се одржуваат? Каде може да ве слушне публиката во следниот период што доаѓа? Следниот период најследно 31 декември сме за самата нова година во Скопје во станица 26 со Летечки пекинезери и група од Скопје. Кој сака може да дојде, би било супер таму, иначе во нареден период, не знам, не би можел да ви кажам сега, тоа треба да го објавиме. Во текот на годината имате класични турнеи во Македонија, надвор од неа? Да, претежно во летниот период ги работиме тие мали турнеички, балкански, европски и така натаму. Имаме најави, работиме цело време за да настапуваме, тоа е главно, колку што можеме повеќе да го представиме на што го работиме толку време. И тоа е тоа. Вашите идни планови? Идни планови да продолжиме со истото темпо да работиме. Да, ете имаме сега после оваа работа овде со Мартин Кочовски со Прилепскиот театар, од февруари почнуваме нов документарен филм. Музика за нов документарен филм и така натаму и така натаму. Кој ти благодарам на разговорот, ви посакувам да продолжите јас со истото темпо на работа, да имате и нов албум. И еве до сите гледачи на 28 декември ќе се одржи тука во Прилепскиот народен театар премиерата на представата Клетници. Сите љубители на театарската уметност можат да дојдат и да го погледнат ова навистина ремек дело.